Почитувани, ВМРО ДПМН е нападната, како никогаш досега, во историјата на Република Македонија, па и на цела Европа. Не се случило вакво класично политичко гонење на политичките противници. Стотина лица кои се дел од органите или подржувачи на ВМРО ДПМН се гонети со цел партијата да се уништи или да се замокне. Не постои ниту еден историски пример за вакво нешто. Тоа што го зборувавме, тоа и се случи. Станува збор за политички, а не за правен процес. СЈО одамна ја загуби непристрасноста и кредибилитетот во својата работа и стана инструмент за политички прогон. СЈО не е обвинителство. СЈО е канцеларија на СДСМ. Најголем показател дека е политички процес, кој има политичка цел, е тоа што носи одлуки без никакви правни докази. Повторувам, без никакви правни докази. Процесот е политички, а не правен. Таков политички процес треба да финишира со политичка, а не правна цел. Целта е ВМРО. Целта е кршење на ВМРО. Политичка елиминација и ставање под контрола за поголеми цели, кои се потребни на оној кој го креираше целиот овој процес. Таргетот е ВМРО. Сите случаи се против ВМРО. Кршење на ВМРО за слабење на Македонија. Сакам да им порачам. Нема да успеат. Нема да не скршат. Ние остануваме на бедемот на државата. Во овој процес, како никаде на друго место, нападнати и обвинети се и суди заради слободна судска одлука, како и членови на Државната изборна комисија, на чии одлуки имало можности за жалби, како и за новинари, затоа што критички ги обсервирале. Преседан од невидени размери. Но целта е да се заплаши судството, да се заплашат судиите, да одлучуваат во корист на целите на СДСМ и нивниот инструмент СЈО, како и да се заплашат новинарите и целиот народ. Почитувани граѓани, нашиот греф е што цели 11 години бевме на браникот на одбраната на државните и на националните интереси на Македонија, што одолеавме на многу притисоци и закани, поврзани со името на државата, името на нацијата и јазикот, со идентитетот на македонскиот народ, што одолеавме на неприфаќање на подпишување на разни штетни за нашата нација договори, или пак спроведување на платформи на туги држави, што се боревме за унитарноста на нашата држава, што се боревме да ја задржиме државата како што ја сака народот, а не како некои други, што ја посакуваат, и што некој друг прифатил поинаку, па не знае како тоа да го изведе при силна и цврста ВМРО ДПМН со над 170.000 членови и 455.000 гласачи. Ќе повторам. Ова што се случува во Македонија го нема никаде во светот. Ова е срамен и кукавички чин. Свесни се дека тоа што се обврзале да го прават пред нивните налогодавци нема да остане премолчено од ВМРО ДПМН. Посегнаа на ваков најбрутален начин да се пресметуваат со нас, откако преходно работеа на создавање на подлога. Како е можно да кажа дека за Талир имале само еден месец кога имаа најмалку 18? Што правеа во изминатите 18 месеци? Водени се од омрза, гнев и оврските кон налогодавачите. Но ова нема така да помине. И ако мисла дека ВМРО ДПМН ќе го преспи ова, длабоко се изважале. Сакам да објавам дека конструктивноста, кој некој ја нарекуваа попусливост, во нашето делување завршува денес. Сега е времето историјата да оценува и да суди. Зашто ние се плашиме само од судот на историјата. А СЈО ќе биде после некое време оној дел од историјата од кој ќе се срами секој што ја сака оваа држава. Овде очигледно не е само Никола Груевски во прашање.
туку во прашање една идеја за Македонија, силна, цврста и самостојна, која сакаа да ја скршат и се спремни на се заради тоа. Врхушката на СДС, разјарени и полни со омраза, се ситат на ова. Но брзо ќе дојде денот, кога ќе свата дека кругот се врати и продолжува да се врати. И многу лесно од горниот дел може да се најдат во долниот дел на кругот. Она што дополнително загрижува се информациите дека раководството на СДС било во постојана комуникација со неколку од обвинителите и ги координирале заеднички сите нивни активности. Затоа е јасно зошто секогаш кога Заев ќе направи сериозен гаф или крупна политичка грешка, се јавува со некој спектакл. Подлогата која создаваа нивните медиуми беше само дополнителен декор во амбиентот ВМРО ДПМН да се прикаже како некакво злосторничко здружување, а всушност и днината ќе докаже дека СДС е тоа и дека делува на криминален и организиран начин со цел рушење на државните и националните интереси. И ние ќе направиме максимум да се докаже тоа. Значи, Заев не е криминалец, ниту уличарите на СДС не се криминалци, тие на најгруп начин се обидуваат да наместат цела една гарнитура од околу 100 лица од нашата партија. Ова е класична политичка и антимакедонска конструкција. И днината тоа ќе го докаже. Како што ќе се докаже и историската одговорност која носат сите овие лица кои сега јаваат на бранот на еуфоријата, мислики дека времето почнува и завршува со нив и дека вечно ќе им трае ова ситно задоволство. Ви благодарам.